Ајде сега да си продолжиме и со разговор во студиото. Сузе, добро утро. Утро. Како сме? Одлично, дождот е толку синхронизиран ова утро, што некако така ми ги избистри мислите. О, драго ми е поради тоа. И на мене дождот многу некогаш убаво ми влијае, морам да признам, ме опушта. Се надевам, докторе, и кај вас исто. Нашиот млад доктор Милан ни доаѓа од дежурство ова утро, но има многу што да ни раскаже. Па млате може да издржи, нели? Добро утро и добре не дојдовте. Јас се може да го представам, доктор Милан Климкаров, доктор по општа медицина во Аџибадем Систина, ургентни состојби кои бараат лекарски третмани. Тоа ќе биде темата. Повелете. Добро утро и фала ви на поканата. Секако добре дојдени. Благодарам многу и од мене официјално добре дојде Климкаров. Милан, верувам дека имате што да ни кажете, имате сигурно активна работна вечер и од која директно ни дојдовте во студиото. Како беше ноќеска по Систина? Да, работно. Имавме неколку случаеви, односно повеќе случаеви кои што бараа наша непосредна реакција и тимска работа, али за среќа се беше успешно и се заврши добро за секој пациент. Да. Можам да замислам, докторе, колку за вас голем предизвик и каков успех, каква радост еве кога велите се завршува добро, а доаѓаат со навистина неразјаснета и непредвидлива слика, така нели? Апсолутно. Тоа е сатисфакцијата на нашата професија, кога непосредно со нашата брза реакција, подготвеност и непосредна акција на медицинскиот тим постигнуваме еден успешен тек во лечењето на пациентот кој дошол со било каква нарушена состојба на здравјето. Да, живееме во секојдневие во кое непрестану и гледачите тука со нас поделуваат искуства за јавното здравство кое е колабирано, каде многу работи не функционираат и сите очекуваме кога ќе почнат нештата да се поправаат. Од друга страна пак Аџибадем Систина има толку организиран ургентен центар, не само ургентен центар, туку општо и поставена е така целата болница. Но ајде ние да се конкретизираме на она како е организиран вашиот ургентен центар и колку луѓе има таму. Така, значи ургентниот центар во Аџибадем Систина представува еден современ и модерно опремен ургентен центар по последните светски стандарди. Во него сме медицински тимови кои што сме составени од лекари, медицински сестри, болничари кои што заедно со целиот наш секој свој личен допринос учествуваме активно во прифаќањето, лечењето и спроведувањето на пациентите. Значи ургентниот центар кај нас е во составен дел на болницата кој што е флуидно поврзан со повеќе оддели кои што овозможува секој пациент кој што ќе биде презентиран во ургентен центар да може лесно да се трансферира пренесе до било кој оддел каде што треба да се направи дополнителна дијагностика, дали се тоа радиодијагностички исследувања, дали тоа се специјалистички консултации, лабораториски исследувања и дневна болница каде што пациентот е обсервиран во текот на сите тие исследувања. Така. Кои се најчестите причини поради кои пациентите се обраќаат кај вас во ургентниот центар? Значи, како случаеви кои што најчесто ги гледаме кај нас, ќе почнеме од кардиоваскуларните ургентни состојби. Кои што се и најголема причина и за... Апсолутно, како население кое што е највеќе засегнато кардиоваскуларно, влошувањето на тие хронични состојби е дефинитивно најголема бројка која што ја гледаме во ургентен центар. Па тука станува збор за акутни срцеви удари, пристапи на аритми, градни болки, хипертензивни кризи. Значи тоа се состојби каде што времето е многу битен фактор и секое порано препознавање на овие состојби и доаѓање во ургентен центар директно влијае врз исходот на целата состојба. Така. Кои се симптомите кои што не смееме да ги игнорираме и без разлика дали е тоа некое глуво доба во ноќта или е во текот на денот кога ни е телото активно и кога сме ние активни, симптоми кои во ниеден случај не смееме да ги одложиме за утре или за кога ќе земам упат. Кога ќе имам време. Кога ќе имам време, да, таа е најчестиот изговор. Значи за овие состојби што ги набројавме кардиоваскуларни и овие причини кои што можеме и состојби да ги препознаат пациентите кај себе, дефинитивно
секоја минута е битна. Значи, треба сериозно да го разберат секој момент на пристап на градна болка, секој пристап на неправилна срцева работа, доколку притисокот на вистина има варијации кои што не реагираат на веќе зададената редовна терапија, тоа се моменти каде што неодложно треба да побараат медицинска помош. И тие работи не треба да чекаат и подобро е да се појават кај нас во ургентен центар или во било кој друг ургентен центар, да се направи евалуација, дај Боже да нема ништо, но сепак наше е да направиме иницијална проценка и да ја утврдиме фактичката состојба. Да. Како изгледа еден пациент во инфарктна состојба? Што чувствува тој? Какви се неговите симптоми и причини поради кои тој се уплашил и дојшол или некој го донел? Така. Значи, дефинитивно тоа е едно од најсериозните медицински диагнози, кои што имаат сериозен пристап на градна болка. Луѓето кога доаѓаат објаснуваат дека чувствуваат како да не можат воздух да земат, болката може да мигрира кон лева рака, кон лева велица, стануваат оросени, капацитетот на дишење е намален и болката е како раскинливо ткиво го опишуваат. Како нешто да се кине во своите гради. Да. И за овие состојби многу е важно времето, брзината со која секоја минута и стигнуваат. секоја секунда. Така. Јас верувам дека еве тука им асоцираме на многу гледачи кои што понекогаш знаеме, ние сите за другите знаеме многу да кажуваме, но за себе многу често сме лоши пациенти и секогаш сакаме со некоја наша одлука да ги одложиме ситуациите, да кажеме ништо не е од ова ми е, од она ми е и така натаму, но еве некогаш подобро е и да испаничиме, подобро да дојдеме без причина, отколку да биде закасната да реакција. стигнеме закаснето или воопшто да не реагираме. Што е со повредите на коски, повредите на места кои што не сме сигурни дали се случила скршеница, но некогаш си велиме ајде ќе ми помине болката. Така. Не ги напоменавме другите, но ќе се осврнеме и на другите ургентни состојби, освен кардиоваскуларните, меѓу кои и травматолошките ургентни состојби. Тука станува збор за повреди кои што се случуваат по падови, удари, потоа старата популација исто така знаат во различни сценарии во текот на денот и во секојдневието да се препнат на нешто, да паднат и да го препишат тоа дека ќе помине за ден, два, но сепак да се работи за некаков дефект на коската кој што понатаму можеби ќе го ограничи и тоа оскудно движење што го имаат во тој зглоп и така натаму. Така да потребно е лекарско мислење, потребно е доиследување, проценка од травматолог и ортопед. Дури и ако болката поминала или се ублажила, така, нели? Ретко би поминала ако има ако е скршеница, да, но ако и да се намали, односно карактерот да не биде како во првите неколку дена, битно е да се провери. Так. Дали станува збор за нешто посериозно. Значи, ги споменавме кардиоваскуларните, ги споменавме травматолошките. Кои се други причини заради кои сега и веднаш треба да се реагира? Другите причини кои што треба да ги напоменеме се исто така и респираторните ургентни состојби. Тоа се состојби каде што секој пациент има нарушено дишење, односно нарушена состојба на дишење. Тоа може да бидат акутни напади на астма, влошување на хоп, пневмонии. Тоа се исто состојби кои што пациентите доаѓаат во еден тежок облик. Бараат непосредна акција и бараат згрижување и стабилизирање на нивната состојба. Сепак дишењето е еден витален клучен процес без кој не може да преживееме, апсолутно, и тоа непосредно пациентот го чувствува, така да потребно е негова стабилизација, диагностика и спроведување во понатамошниот хоспитален тек. Одлично. Добро, освен респираторните? Ги споменавме невролошките. Значи, исто така, доста често ги гледаме во ургентниот центар, акутните невролошки состојби. Ќе ги спомнам, мозочен удар, доста честа невролошка состојба која што ја гледаме кај нас, губење на свест. Тука ќе напоменеме дека мозочниот удар е исто многу сериозна состојба каде што секоја секунда е битна, затоа што секое поскоро доаѓање и презентирање на пациентот во ургентен центар ни дава
можност да зачуваме повеќе мозочно ткиво кое што и клетки кои што понатаму ќе бидат да ни служи и би влијаело директно на она правилно опоравување на пациентот и побрзо опоравување на пациентот. Така, мозочниот удар заедно со инфарктот се мисле чини и најчести причини поради кои за жал и многу пациенти завршуваат неповолно, поточно не може тука да им се помогне. Влијае ли тоа дали инфарктот се случува во рани утрински часови во текот на ноќта додека телото ни е во некоја фаза на мирување? Во некоја фаза на мирување, исто тоа и со мозочниот удар, или пак сме повеќе заштитени или повеќе шанси имаме да излеземе од таа криза доколку сме во активна состојба будни? Видете, да овие состојби ретко бираат време и простор. Дефинитивно можам да кажам дека од она што го гледаме почесто може да се случуваат и наутро, кога нели ќе речеме густината на крвта е поинаква и нели се уште не дошол моментот за земање на таа хронична терапија на пациентите, па тука може да влијат и хипертензивни кризи, нерегулиран притисок и недоволно компатибилна терапија на пациентот. Значи, многу состојби дефинитивно. Некаде јас имам слушното, можеби и не сум во право, дека оние инфаркти кои што се случуваат во спиење или во рани утрински часови знаат да бидат фатални. Можеби затоа што реакцијата е навистина задосната и потешко се препознава тоа, доколку пациентот не е во некоја активна ситуација, каде што или ако е непосредно до некој член на семејството, каде што ќе ги препознае тие симптоми на неразбирлив говор, неповрзан говор, некоја отсутност или некоја моторна слабост на рака, на нога, некој нерамнотежен од. Тоа знаат и останатите членови на семејството да го пријават, да го препознаат и да инсистираат пациентот да се презентира во ургентен центар. Дали овие здравствени нарушувања, би ги нарекла дијагнози како и да е, доаѓаат од нигде никаде или има тоа некоја своја историја која претходно укажувала дека може да ни се случи мозочен удар или може да ни се случи инфаркт? Дали има некои минати фази кои што на пациентот треба и тоа како да му бидат аларм дека не си бил одамна на лекар? Така. Дефинитивно. Во право сте. Многу работи се како фактори и коморбидитети спомнати за кои што престојуваат пред да настапи некаков, нели, дали мозочен удар, дали срцев удар. Тука ќе кажеме за нарушување на оној липиден профил, односно покачени масти, триглицериди, холестероли, лошо регулиран шеќер, лошо регулиран крвен притисок, некои прескокнување на срцата кои што ги препишуваат на различни други ситуации, а всушност се работи за недиагностицирана аритмија. Тоа се дефинитивно фактори и коморбидитети кои што директно влијаат и се непосредни при случување на овие, за жал, тешки ситуации како мозочен удар и срцев удар. Така. Аџибадем Систина веќе 25 години овде присутна на нашиве простори и верувам дека е огромно улеснување на сите наши граѓани кои веруваат во сите услуги кои што вие ги нудите. Колку успеавте во сите овие години да наметнете едни поинакви животни навики, еден поинаков животен стил за пациентите да можат навистина и да ги заобиколат овие лоши состојби здравствени? Значи, во Аџибадем Систина пристапот е комплетен. Значи, имаме од едукација на нашите пациенти, од типи на исхрана, воведување на физичка активност, физикална терапија, препораки за редовни контроли, препорака и за следење на своите витални параметри, односно редовно мерење на крвен притисок, редовно мерење на сатурација и посета, односно консултација со тие нивни дневници каде што ги собираат тие вредности и некако ги учиме пациентите да бидат попримерни и повеќе одговорни кон своето здравје, така да тоа е еден целосен пристап каде што кај нас опфаќа повеќе специјалистички гранки и се уште се функционира така и се надеваме дека
ќе постигнеме еден многу подобар ефект. И уште на самиот крај да ве прашам, вие сте многу млад, но доста успешен. Во вашата досегашна пракса медицинска, кои мажите или жените сме поотпорни на овие диагнози кои што ги споменавме, на срцевите заболувања, кардиоваскуларните и невролошките заболувања? Кој е повеќе подложен? Повеќе подложен, па тоа овде ќе го наречам века во наводници посилниот пол е некако подложен на сите овие состојби, а жените се некако и попримерни, повеќе одговорни кон своето здравје и поретко ги гледаме. Први реагираат. Тие се најчесто придружба, така нели? Ги приметуваат сите промени и реагираат на секоја нивна промена од она што се навикнати и така да поретко ги гледаме жените во ургентен центар. Да. Јас посакувам и мажите навистина да ја подигнат свеста и да почнат повеќе да се грижат за сопственото здравје, не само жените да ги потсетуваат. Влегуваме во период на вируси, влегуваме во период кога граѓаните и задолжително се вакцинираат со вакцина за грип. Што очекувате оваа сезона во тој аспект? Дали овие вируси кои што веќе ги имаме досега мутираат или остануваат тука? Па вирусот има тенденција да мутира од еден на друг преносител. Влегуваме во сезона на сезонски грип. Вакцинацијата е во тек, која што навистина треба да го олесни она што се очекува како пик на сезонскиот грип последниве месеци, така да како и секоја година за жал очекуваме и доста пациенти со сезонски грип. Да. Јас посакувам лесна разрешница за сите ваши сложени состојби со кои што ќе се соочувате во пракса. Ви благодарам многу што ни бевте ова утро гостин. Со нас беше доктор Милан Климкаров, доктор по општа медицина во Аџибадем Систина. Не заборавајте дека здравјето треба и мора да ни биде пред се и над се. Се друго може да почека, само здравјето не. Со некоја следна тема се гледаме повторно во нашето студио. Честа беше моја. Благодарам многу. Пријатен разговор ова утро. Ви благодарам исто така и јас, а ноември месец за здравјето на мажите, така го посветуваме најмногу, за да апелираме, за да ја разбудиме свеста кај оние што не толку многу често сакаат да одат на прегледи. Ви благодарам.